Tačno ke ja sakam, gorka ja svoja, Skopje kaže mi. Во општина Газибаба денеска официјално беше означен почетокот на градежните работи за санација на мостот Естакада, инфраструктурен проект кој треба да придонесе за подобрување на безбедноста и функционалноста на една од најзначајните сообраќајни точки во главниот град. Мостот Естакада представува една од клучните врски за овој дел од Скопје и е меѓу најфреквентните излези од градот, преку кој секојдневно се одвива интензивен сообраќај на граѓани, јавен и товарен транспорт, како и движење кон и од околните општини. Според предвидениот проект ќе се реализира реконструкција на пристапните рампи на вкупна површина од 10.000 квадратни метри. Од нив 3.800 квадратни метри ќе бидат целосно изгребани и обновени со поставување на две нови асфалтни слоја, додека нов асфалтен слој ќе биде нанесен и на самата мостовска конструкција. Вкупната должина на коловозот што ќе биде опфатен со градежните активности изнесува околу 1,5 километри. Покрај обновата на коловозната површина, проектот предвидува и дополнителни интервенции насочени кон подобрување на целокупната инфраструктура. По повод почетокот на работите, градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски изјави дека станува збор за проект кој подолг период бил барање на жителите и представува една од приоритетните инфраструктурни интервенции во овој дел од градот. Нагласи дека мостот има особено значење поради неговата улога како важна сообраќајна артерија, што ја користат делјадници граѓани секојдневно. Спортскиот центар Бранители во општина Ѓорче Петров ќе добие нова фитнес зона на отворено како дел од активностите за дополнително напредување и комплетирање на спортската инфраструктура во овој дел од градот. Информацијата е соопшти градоначалникот на општината Александар Стојковски преку објава на социјалните мрежи, посочувајќи дека во рамки на спортскиот комплекс ќе биде поставен современ калистеника парк наменет за рекреација, спортски активности и поттикнување на здрави животни навики. Според најавата, новата фитнес зона ќе биде достапна за сите генерации и ќе овозможи услови за тренинг на отворено преку поставување на современа опрема за вежбање со сопствена тежина. Целта на проектот е просторот да стане дополнително функционален и привлечен за секојдневна употреба од страна на жителите. Стојковски додаде дека поставувањето на новата фитнес зона представува уште еден важен чекор кон целосно заокружување на спортскиот комплекс, во кој во изминатиот период веќе се реализирани и повеќе инфраструктурни зафати. Во рамки на досегашните активности, како што посочи градоначалникот, веќе се реконструирани фудбалското игралиште, кошаркарското игралиште, теренот за сервис, како и поставувањето на тартан подлога. Со оваа инвестиција, спортскиот центар Бранители продолжува да се развива како мултифункционален простор за спорт, рекреација и активен живот. Заменик градоначалникот на општина Карпош Неделчо Крстевски организираше прием за најуспешните ученици, првенци на генерацијата за учебната 2025-2026 година од 10 општински основни училишта. Настанот беше организиран како признание за нивниот исклучителен успех, континуирана посветеност и постигнати резултати во текот на основното образование. Во рамки на приемот општина Карпош на секој од наградените ученици им додели парична награда во висина од 10.000 денари, со цел да се поттикне нивниот понатамошен образовен развој и да се вреднува вложениот труд. Покрај финансиската поддршка, учениците добија и дополнително признание 7-дневно летување во кампот Каливас во Грција, како награда за нивните постигнувања и мотивација за идните образовни предизвици. Средствата за наградите на првенците на генерација се обезбедени од програмата на одделението за образование на општина Карпош. Од локалната самоуправа упатија честитки до учениците, нивните родители и наставниците за вложениот труд и постигнатите резултати, посакувајќи им уште поголем успех во понатамошното образование и личен развој. Општина Киселавода и оваа година продолжува со проектот за финансиска поддршка на матурантите со цел да им помогне полесно да стигнат до возачка дозвола и да го олесни финансискиот товар за нивните семејства. Градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска информираше дека преку програмата за субвенционирање општината ќе покрива дел од трошоците за теоретска и практична обука за добивање возачка дозвола од Б категорија. Според објавените информации, секој одобрен апликант од генерацијата матуранти ќе добие финансиска поддршка во висина од 10.000 денари. За реализација на мерката е обезбеден вкупен буџет од 1.500.000 денари.
Од општината посочуваат дека целта на проектот е да се обезбеди директна поддршка за младите во процесот на нивното осамостојување, но и да се помогне во намалувањето на трошоците што ги имаат семејствата при стекнувањето на возачката дозвола. Право на користење на финансиската помош имаат сите жители на општина Кисела Вода кои во моментот ја посетуваат последната година од средното образование и се матуранти во 2026. Еден од главните услови е процесот на уплата и следење на обуката во лиценцирана автошкола да ја започнат најдоцна до 1 јануари 2026 година. Градоначалничката ги повика сите матуранти кои ги исполнуваат условите навремено да аплицираат, бидејќи доделувањето на средствата ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен, се до целосно искористување на расположивиот буџет. Апликациите и потребната документација се доставуваат во затворен плик преку општинската архива. Од општина Кисела Вода информираат дека сите дополнителни информации, услови и потребна документација се достапни на нивната официјална веб страница. Општина Илинден успешно го реализираше проектот за изградба на улица 111 во местноста Јака во населеното место Марино, со што е заокружен уште еден значаен инфраструктурен зафат насочен кон подобрување на условите за живот на граѓаните. Новата улица е целосно асфалтирана во должина од 550 метри со коловоз широк 6 метри. Во рамки на проектот е изграден и тротоар со широчина од 1,5 метри, како и отворен одводен канал кој овозможува ефикасно прифаќање и одведување на атмосферските води по целата должина на улицата. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски истакна дека со реализацијата на овој проект се комплетира мрежата на главни пристапни улици во местноста Јака. Според него, ова значително ќе придонесе за поголема безбедност и подобри услови за движење на возилата и пешаците, како и полесен пристап на жителите од овој дел на општината. Проектот, реализиран со средства обезбедени од Република Македонија, представува дел од континуираните инвестиции на општина Илинден во модернизација и унапредување на патната и комунална инфраструктура. Оттаму порачаа дека локалната самоуправа останува посветена на реализација на проекти кои придонесуваат за поквалитетни, побезбедни и посовремени услови за живот во сите населени места. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ке